Дуи тешко ја прифаќа реалноста дека оди во опозиција. Последниве денови со страв на еден начин се закануваат дека нема мирно да заминат од власт. За нив наеднаш стана клучен принципот да коалицираат победник со победник, кој што самите го прекршија во 2017 кога влегоа во коалиција со СДСМ, иако победник на парламентарните избори беше ВМРО ДПМН. Бујар Османи сега порачува дека албанците ќе биле разгневени доколку во владата биде коалицијата вреди, бидејќи добиле помалку гласови и биле нелегитимни, ќе било исто како да нема албанци во влада. Емоциите во албанскиот народ се веќе вжештени и повеќе ние се обидуваме да менаџираме и да контролираме. Ке смета дека Охридскиот рамковен договор не ги заштитува. Не го заштитува нивниот глас се игнорира, е ништовен за државата и дека ќе бараат дополнителни механизми за заштита. Таквото лецитирање ќе биде од еден екстрем во други екстрем. На сличен став како Османи е и нивниот коалиционен партнер Зијадин Села. Според него народот на 8 мај гласал дуи да биде власт, па тоа морало да се почитува. А тоа дали сме ние подготвени за во опозиција или не? Тоа по правило на демократските правила не го кажуваат политичките чинители, него тоа го одлучува народот со глас. Народот на 8 мај гласаше за Европскиот фронт да презема одговорности и да биде дел од власт. Дефиницијата треба да биде мандатар со победник треба да се и да преговара за да состави влада. Од коалицијата вреди велат дека Дуј коалицирал со партии од другите заедници и поради тоа добиле повеќе гласови од нив, а тие го забетонирале легитимитетот кај албанските гласачи. Според коалицијата на Меджитика, сами Гаши и Таравари, реториката на Османи за етничките прашања нема да им помогне на Дуј. Во меѓувреме продолжуваат преговорите на ВМРО ДПМН и вреди на ниво на работни групи, а очекувањата се договор за влада да има уште на почетокот на јуни.